ден, драги гледачи, нов работен ден, нова актуелна интересна тема за разговарање и покрај тоа Тина за кратко ќе ви каже која е нашата тема, а јас само потсетам дека ние највеќе ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677, ни задзвоните и да дискутираме за неа. А Тина, која е нашата тема? А еве зошто е причината да го завртите добро познатиот број 02 307 6677. Заврши пописот во државата, а со тоа заврши и регистрацијата на сите жители попишани, не можеби има и непопишани, за тоа нешто подосна секако имаме направено и анкета. Она за што ќе зборуваме денес со вас е секако колку сме, толку сме. Тоа значи за пописот. И токму сме, пречуваме, токму ли сме? Не знаеме. Тоа ќе го да знаеме од вас, може да ни откриете дали сте и вие лично како граѓани задоволни од пописот, како се одвиваше и течеше, дали сте попишани и се што сакате да кажете на оваа тема, ве очекуваме да ни се јавите токму во црвена линија. Така, како што спомна Тина на почетокот, ние исто така анкета поставивме на нашите социјални мрежи, на црвена линија на Инстаграм и Телма телевизија секако, која едноставно е многу, едноставно прашање. Дали се попишавте? Две опции, да, не, вие гласате, ние после рекламите ги покажуваме крајните резултати, и ви очекуваме покрај на телефонскиот број 02 307 6677, така и на социјалните мрежи, ама и на анкетава. Така и за оние кои што ќе се јавуваат, секако може и ние да ве попишеме, односно да забележиме и да ни одговорите и на анкетата, иако се вклучувате телефонски. Секако во продолжение ќе ве подсетиме вечерва да не го пропуштите и најновото издание во 19 часот и 15 минути на Вин-Вин со Оливера Трајковска. Така, веќе кога сме нашата главна тема, јас предлагам да го видиме прилогот на нашиот колега Павле, за убаво да влеземе во тема и да имаме познание некако за дискусија, па да го видиме заедно. 30 години независност и 20 години од минатиот пописа, 344 граѓани во графата националност навеле дека се чувствуваат како југословени. Од постоечките земји инострански, Македонија е домина 9 кинези. Најнезастапени се австралијанците и данците, а од мнозинските малцинства торбешите прединачат пред бугарите со 4174 наспроти 3504. Следуваат египјаните и хрватите, а земјава обединува најмалку 50 малцинства и се зборуваат најмалку 30 различни и слични јазици. Застапени се безмалку сите верувања и богови. Будизмот е 8 религија во земјава со 894 приврзаници. Двојно побројни се агностиците, а над 1000 граѓани се јеховини сведоци. Православни христијани се 1.089.000 граѓани, со незначително поголем процент жени. Следбениците на Пталак се следни со 590.000 определени. Во однос на жители, Македонија и официјално ги доби најбројната и најмалата општина. Во земјава постојат и граѓани кои го потребиле правото и слободите се изјасниле дека се марсовци или джедаи според националноста, но и такви кои одбиле да припаѓаат на некоја националност или религија. Со 97,45% од 100 во Рачиново, албанците се етнички најзастапени. Следи Липково, а во етничкото милје во Кривогаштан има најголем процент македонци или над 97%. Скоро половина од ромите како живеалиште ја навеле општина Шуто-Оризари. Земјата старе, според старосните групи, родените во 1981. Ете така, веднаш по прилогот ги вклучуваме и нашите први гледачи во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, се попишавте ли? Телевизија Телма. Голем поздрав. Голем поздрав. Оваа тема ден што поставите добра тема, затоа што сите граѓани на Република Северна Македонија разбра дека може да се направи попис во Република Македонија. Со тоа што од 2002 година, 2022 веќе после 20 години ние направивме попис. И тој попис на некој начин ги докажа и сите оние аномалии кои беа присутни во тие 20 години. Сега тука пописот кажа цифра која што е многу реална и едноставна. Сите знаат дека во Македонија нема над 1.800.000 жители, да се разбереме. Тоа е резидентно, не нерезидентно. Али, прво и основно, тој вчера директорот на статистика Токсимовски го кажа дека и кај албанците има намалување, и кај македонците, и кај турците, кај сите проценти има намалување. Без разлика тука кој сте, што се и како сте. Тоа е битно да Македонија со овој попис направи еден голем напор
да сега на некој начин ја развива економската политика во Република Северна Македонија, со тоа што докажеме на светот дека можеме и сме достојни, доблесни да направиме попис онако како што е потребен во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. А за да не должиме премногу, веднаш ќе го вклучиме и следниот гледач, да не чека премногу на линија. Добар ден. Дали сум ја? Вие сте, добар ден. Црвена линија. Господо, многу фала. Среќна нова година, среќни празници, Македонија е глупава. Едно ви кажам. Кај нас, јас сум подпалител местна заедница, Драчево. Кај нас никој не е дојдено ни да попис, да ништо. Вие не сте попишани, не дојдоа за попис? Никако, не сме попишани. Дали сме брсети, ние не сме шиптари. Без навред. Се исклучи гледачот, да еве и мала напомена дека последниот попис пред овој 2002 година е направен со традиционален метод и последен како таков, а овој последниот во 2021 година е направен во стилот на комбиниран пописен метод и нов технолошки пристап со внес на пописните податоци на рачни компјутери, лаптопи и користење на податоци од креираната предпописна база на податоци. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Фала. Ве слушаме? Да. Овој попис што е направен сега, Да. има многу луѓе што не ни се свиѓа пописот. Меѓутоа, тие што требаше да направат попис, тие не направија и затоа сега ова не ни се свиѓа овој попис. Да, зошто? Зошто и ве кажете не ви се допаѓа попис? Да, јас би им препорачал нека ги вратат тие 11 милиона евра потрошени за пописот во 2011 година, па ако овој попис не ни се свиѓа, ќе правиме нов, меѓутоа да ги вратат парите тие. Тоа се такви луѓе, негативно расположени, негативци, сега да речеме, да кажеме сега дека Вардар извира од Вруток и се влева во Егејското море, тие ќе кажат не е така. Вардар извира во Егејското море, а се влива во Вруток. Значи тие се обратно настроени, обратно расположени. Ние треба да веруваме на пописната комисија. Тоа е направено, документирано од страна на надлежните и еве го резултатот ни го кажаа вчера. А кој мисли дека не е точно тоа, нека инвестира и нека направи нов попис да видиме како ќе изгледа. Имајте убав ден, фала. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Негативни не се изјаснија на пописот, но секако се покажа и југословени дека имаме и будисти и секако над 4000 лица постари од 90 години. Добар ден за новиот гледач во Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар Добар ден. ден, Црвена линија. Мислам дека овој попис е промашен попис. Зошто? Нелегитимен, зашто никоја држава не попишува луѓе во странство. Зашто таму никој не знае колку ќе се задржат и општо дали сакаат овде да се вратат, а попишани се. А тие фигурираат овде во Македонија како етнички, како она што не е добро тоа за државава, затоа што тие некои никогаш нема да се вратат тука, а фигурира и према нив ги одредуваме сите и економски и политички работи, дури и работливе места партиве што ги одредуваат према етникум. Тоа не е добро за Македонија и затоа овој попис е малце нелегитимен. Ја ги повикувам опозицијските партии да се соединат и да не го признаат овој попис, затоа што е натурен, со сила, веројатно со ургенции од појака држава и затоа
народот е збунет и не поверлив во овие изјави на Симески и други функционери, затоа што немаа поверење во. Благодарам што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Сега се префрламе на оние кои што коментираат и на нашите социјални мрежи. Така се префрламе во коментарите на Facebook Црвена линија. Имаме коментар од Игор кој гласи: Здраво! Да, јас се попишав и според мене би требало се релевантни податоците од спроведениот попис на населението, што редно беше да се попишеме колку сме, бидејќи и пописот како статистичка операција е многу важна за планирање и спроведување на мерки за доброто на општеството. Поздрав до екипата на Црвена линија. Поздрав и до Игор. Продолжете да коментирате и секако да споделувате и шернувате Инстаграм, Твитер, Фейсбук. А сега е време и за следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Црвена линија, ако може Слушаме малку се. погласно, подобро да ве слушнеме. Не слушате сега? Да? Да? Се јава гледач од Гевгелија. 3-4 дена звонам, не можам да добијам. Денес добив за ова, за што се гласеше, како се гласеше, дали е добро или не. Мислам дека е добро, али има друга тема. Ве молам да ме послушате, често ќе биде убаво. Вчера беше истото тема. Ако сакате, 3 пати добив и ме исклучив. Чекам по 15 минути, чекам. За замолам, ако сакате. Темата ми е тоа за нечестноста на судот. Судот стварно е во нечестноста, али има тука многу повеќе околу судот. Работи за полицаи, за началници, тие што вршат притисок на судот. И судот мора така. Ако се стара со некој полицаец или инспектор, тој не може како да те врати. Кога ќе дојде ден, ќе се намести без ништо да лежиш затвор. Јас само што излезов од затвор, има 2 недели, сум затвор 3 години за ништо. Ова нема држава тука. Тука, сега што ми излезе, берам пари, одам во Страсбург, јас имам и бугарски документи, таму ќе кажам се за Македонија и како ми се случуваше во затворот и Бризбен, како ме ја вадеа душата, се. За никогаш да не влезат во Европска унија. Благодарам што повторно и денес се вклучивте во Црвена линија. Со оглед на тоа колку што разбравме, сте се обидувале и вчера да не добиете кога зборувавме колку вие како граѓани верувате на судството на Македонија. Направивме во овој момент отстапка и ве за овој гледач, но од сега па натаму ве молиме барем за останатите гледачи, сепак денес темата ни е околу завршениот попис на македонското население, па темата е колку сме, толку сме, дали се попишавте, токму ли сме, и тоа е едно прашање. И така да се држиме до темата. Одиме сега со постови. Така, се враќаме во коментарите на Facebook Црвена линија. Идеме со првиот коментар од Лидија, кој гласи: Да ви кажам право, само стари се вуваат едни по исти и веќе преку глава ми од сите нив. Медве зборат, глупости трескат. Друг никој од нив не може да се јави. А за пописот, пример, ние како домакинство и многу други во нашата населба не сме попишани, бидејќи никој не помина. И на брзина следниот коментар од Стефан: Пописов е лопевска работа. Поздрав, Тео и Тина. Поздрав и до Стефан. Колку за подсетување, имате и анкета која што објавивме. Прашањето е дали сте попишани. Одговарате со да и не, па ќе видиме на крај колку проценти одговориле со да, а колку со не. Добар ден, Црвена линија за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, намалете го и тонот на ТВ приемникот, секако зборувајте во слушалка кога се вклучувате во Црвена линија, за подобро да се слушнеме. И трета среќа, Тео, ајде со твојот глас. Ајде, дали се слушаме? Добар ден. Ја ве слушам. Одлично. Супер. Одлично. Одлично. Еве сега одма една реплика за таа на Facebook што ја читате сега. Не за да ние гледа дали старци, дали млади се јавуват, значи тоа не е посмешлива работа. Луѓето ги гледат повеќе работите од нивниот аспект и ги коментираат на свој начин. И каму среќа да има што повеќе и од младите да се угатат у овие коментари, затоа што утре нив ги чека овие зафрканци кон животот,
а не посмешливо да се реагира на нејзиниот коментар по старите. Само ако не е убаво, нека се смени, има далинско. Стисни си дугменте, цуро. Да, ама тоа сепак е нивно мислење. Ние секако ги цениме вашите мислења. Така подраста до цртани филмови Стасана. Така да тоа е тоа увези неа, неа објаснам поеќе. Да се вратиме на пописот. Да. Да. Значи, овој попис е катастрофа, според моја гледна тачка, затоа што беше со сила, значи, како, да не кажам, спонтан, жениве што прават, нели? Така го доживам, како спонтанна абортиса, би се изразил, не знам друг збор како да кажам. Добро. Притисок на, пак и кажам, западните сили. Што им беше целта, ќе излезе на површина, бидете сигурни, само нема да биде арно за македонскиот народ. Ја од една страна гледам, они признаваат тука 60% македонци, а не ги признаваат македонците како... Сепак припазете на таймерот, бидејќи тој истекува. Така, 90 секунди помина, а дали сега имаме и нов коментар на социјалните мрежи пред да вклучиме нов гледач? Така, не коментар, но имаме порака. Кратка и јасна, од Драгче. Да, се попишав. Ова би било воедно најверојатно и одговор на нашата денешна анкета. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Црвена Добар ден. линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Одлично. Одлично ве слушаме. Ме слушате? Да, одлично Супер. ве слушаме. Продолжете. Поздрав до вас двајцата. Поздрав и до вас. Голем поздрав. Се попишах, си го изучи моето граѓанско право, али јас од овој попис не сум задоволен. Зошто? Јас сум од македонска каменица. 1500 души не се попишани. Во мојата насамба, која е од 30 куќи, 50 души не се попишани. Пошто не се тука, 6 месеца тука сум 6 во Италија. И сега јас како да верувам? Како да верувам во попис? Не може да се верува луѓе. А Али Ахмеди верува дека... Без помнување имења, ве молиме, за да не се вклучи црвената линија. Продолжете. Оне што кажува дека е задоволен од пописот, ако беше под 20%, ќе го нападнеше попис. А не може тоа така. Јас мислам дека ние македонците не беме попишени. Али има и кривици у владата и у премиерот. Али овај него бе видел, албанците пуштија автобуси до Германија, до Швајцарија и донесува на попис. А нашите спија по хотелите. И сега сакаат македонци повише. Нема македонци повише. Колку толку мили. Така, поздрав. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Еве сега може и Тео да покаже што извоивме од Твитер заедницата. Така, имаме објава од киднапираниот трол. Статистика мала, заедно ќе ја прочитаме. Сума сумарум за резидентно население во Македонија. Албанци попис 2002 година 25,17%. Албанци попис 2021 година 24,3%. А сега кај македонци попис 2002 година 64,2%, а македонци попис 2021 година 58,48%. Заклучок, албанците се намалиле, македонците се одродиле. Или во заграда бойкотирале. Во продолжение на 0230766777 вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар Се ден. попишавте ли да прашаме прво? Ало, Да ве слушаме. Дали се попишавте? ало, Намалете го тонот на ТВ приемникот. на ТВ приемникот. Се попишав, не, но да ви кажам една моја забелешка. Јас мислам дека по сите градови на Македонија има најмалку 40% турци и египćани, Добро. а со пописов испаѓаат 4% и 3%. По моје мислење дека во сите градови во Македонија има најмалку 40% турци и египćани. Добро. Значи спомнате за египјаните и турците. Треба да Добро. се побуна тие. А кај отишле нивните гласови, дали така? Да. Тоа е со сигурност точно. Секако имате уште, Иван, нема да ви го одзимаме времето, 36 секунди.
најверојатно се исклучи гледачот. Во продолжение ќе ве подсетиме, бидејќи имавме информација во однос на реакцијата на турците по пописот на вестите во 15 часот и 30, секако истата вест ке може да ја прочитате и брзо да бидете информирани на нашиот сајт telma.com.mk. А еве сега попис 2021, најголема и најмала општина според бројот на жители. А еве според податоците ќе кажеме дека вкупно Турција има 70.961, а колку што паметам, гледачот спомна и египтјани 2406. Така, тоа се кратки информации, а сега идеме со следниот гледач, да видиме он или она што размислува. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Значи, пописот за мене уопште не е релевантен. Јас се попишат не е битно, меѓутоа како попишување беше тоа, као полиција ако ве легитимира повеќе ќе ви земе информации него што дојде попишувачот. Лични карти дадов, попишува таму, запишува колку, што, како по личните карти и тоа беше све. Меѓутоа, јас имам и починати во фамилија, можев комотно да ги дадам личните карти и да ги попишам и нив. Ај сега кажете ми го кое образложение, значи како попис. Значи, дај лична карта, дали се починати, дали не живеат тука, дали не е битно. Соли, до мене комшиите, пред мене, околу мене, роднини, пријатели, еден куп не попишани. Дури ми се чудеа кога кажав дека мојата фамилија е попишана. Така да, не можем, ова го кажем од лично искуство, значи, така, да. Кога имаш некое лично искуство, значи, тоа е нешто најважно. Не ти си слушнал, него едноставно гледаш. Тука се случува. Така да, ова е не да не е релевантен, него катастрофа од попис. Оние ако сакала, после ги упишала електронски другите, онда зашто не го направи електронски пописот? Се знае каде има МВР, колку. Плюс тоа, за 6 месеци, колку има сега починати, колку има, што има, како има отидени, дојдени, не можеш крај да фатиш. Значи, ова, не знам како. Така, благодарам. Го ценим и вашето мислење кое што го споделивте со гледачите на црвена линија. Идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. И уште еднаш подсетување, како и секогаш што правиме, нормално намалете го тонот на ТВ приемникот, бидејќи така подобро ќе не слушнете и ќе знаете дека сте во програма. Добар ден. Добар ден. И еве последна шанса. Добар ден, дали се слушаме? Ете така, може би треба повеќе пати. Добар ден. Поздрав од Куманово. Голем поздрав, ако може и малку погласно, подобро да ве слушнеме. Така, значи во врска со пописот, поголем срам за Македонија и за македонската држава немам видено за сега. Јас лично за моето семејство ќе разговарувам. Добра. Значи никој нема дојде на кај нас за пописот. А плюс ме интересира во Куманово на ниво и на Македонија толку малку роми. Значи срамно. Ромите им требаат само за гласање и за некои други политички работи. А сега никаде ги нема во пописот. Значи не знам како да кажам. Поголем срам немам видено. Излегуваме на протести за некои глупости, а сега кога македонската нација, ромската, турската или било кој, никој глас не пушта. Јас како помлад човек на 34 години, стварно ми е срам веќе да живеам во Македонија и за некој месец чекам бугарски пасош и лично јавно кажувам ќе се одселам од Македонија, така да не гледам перспектива овде. Фала на разбирањето, поздрав. Ви благодарам и за вклучувањето во црвена линија. Продолжете да не следите. И време е за нов гледач. Секоја минута ја препуштаме токму на вас. Добар ден. Ало. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. За пописот. Да. Пописот како статистичка операција е добро извршен.
само за оние луѓе што не се пописаа, да биде еден голем срам, Ве слушаме, да да? биде еден голем срам, тие како граѓани на ова наша република Северна Македонија, иако живеат тука, користат разни благодетелства што има државата, а не ќе да се попишат како граѓани. Затоа ние излегуваме на пописот помал број од 2001 година. Моje мислење е, овие сите што се скептици, што не верува, нека земат, нека направат некој попис, нелегитимен, па да видиме колку луѓе што изјавили што не сакаат да се попишат. И тога ќе имаме една поточна слика за граѓаните на Република Македонија. Особено важи за оние што се во странство. Јас зборах таму со некои мои луѓе, зошто не се попишувате, ами така, сакаме ние живееме овде, неќе да се попишиме. И времето истече, 90 секунди. Внимавајте на тајмерот, она што исто така често ве подсетуваме со целисходно да се го кажете вашиот став. А сега одиме со уште еден пост во меѓувреме пред да вклучиме гледач. Така, идеме во коментари на црвена линија од 300, попис 2021 година, пред да ги наптелуваат бројките. Поздрав од црвена линија. Еве на кратко и вие можете овие информации да ги видите. Ете, тоа е тоа. Сега веднаш преминуваме и на следниот гледач, кој што не чека да биде вклучен. Добар ден. Добар ден. Ако може малку повеќе погласно убаво да ве слушнеме. Добар ден, јас сум доволно гласен, меѓутоа дури и јас ве слушам тивко. Да си го кажеме моето мислење, ми се чини дека во нашата држава стана практика нешта кои што се пропаднати или неуспешни да ги прогласуваме како успешни. Значи првото беше со референдумот, кој што беше пропаднат, меѓутоа подоста прогласен како успешен, и сега исто со пописот кој што според правилата од страна на статистика, нели, ако не се попишани 100.000 жители, пописот не е успешен. Сега нели имаме околу 130.000 луѓе непопишани, дали таква бројка се спомна, што е 30.000 повеќе од она во правилото, а пописот веќе сите го толкуваат како успешен. Што е уште еден показател дека се работеше само за политичка, а не статистичка операција. И резултатите може да се претпостават уште претходно, причините исто така, нели се тоа на брзање, па сега испадна не требало тогаш поради пандемијата, па зашто брза тогаш? Ако беше пандемијата причина. Значи, погрешни податоци за резидентно население, за диаспората да не зборуваме, значи македонци како да нема во диаспората, мора занемарлива е она бројка што издадена и така натаму. Мислам кратко времето, нема да должам повеќе, благодарам и пријатно. Благодарам. Многу убав би издвоиле, бидејќи напоменавте 132.000 се попишани според административни извори, бидејќи не се најдени дома или не отвориле врата од различни причини. Значи се попишани според административни извори. Така, сега може мислам да свртиме малце кон коментарите. Имаме 3 коментари, во низа ќе ги прочитаме. Идеме прв коментар од Дарко, а ти сте ја знам преку 1000 попишани, а не 355. Вториот коментар од Христијан, попишан, јасно. И третиот коментар од Садри, катастрофа е пописот. Јас како етнички турчин од Охрид не сум попишан и цело моје семејство никој не дојде да не попишува. Браво за турците што не го призна овој фалсификат попис, каде 7% население не се попишани, а фигурираат во пописот. Продолжете да коментирате и на нашите социјални мрежи. Време е за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушаме, секој е добро. Кој е вашиот коментар за завршениот попис? Па еве вака, на големо задоволство, пописот конечно заврши и ќе биде основа за креирање на ефикасни економски политики. Според начинот на спроведувањето и според резултатите, тој според мене е успешен и јас целосно верувам во резултатите од него. А колку се, толку се тие попишаните. Само за мене некако не се токму тие
што сакаат да влијаат на резултатите. Едните потајно, едно збореа, друго правеа, а другите многу јавно. И сега го критикуваат. Може би нема и да го признаат. Други, дури пак, кој знае што се нема да измислат, само да останат на своите претходни тврдења, дека наводно тој бил однапред подготвен и наместен. А всушност тие работеле на местење на нивниот број и влијанието што им го наметнувале на другите за бойкотирањето. Очигледно, тука нешто и успеале. Имаат удел и во 7% непопишани, иако секако не е 100% од нив, ама еден дел е нивно дело, зашто пред јавноста и граѓаните ќе треба морално да одговараат и од себе, и од тие што ги излажаа. Времето истече. Благодарам што го споделивте вашиот став со гледачите на Црвена линија. Така, а ти напред да го приклучиме следниот гледач. Како што во нашите коментари пишуваат за турците, така исто вие можете на telma.com.mk да го видите целосниот артикл на турците во Македонија не ги признаваат резултатите од пописот. На telma.com.mk можете да ви да отидете и целосно го прочитате. Има доста интересни работи што мислам дека ќе ви интересира да се тоа. На 023076677 сме во очекување на вклучување на нов гледач. Инаку, еве вака ќе подсетиме дека овој попис беше реализиран по пауза од 20 години со комбинирана метода на теренско попишување и користење на 12 бази на податоци. Добар ден за следниот гледач. Црвена линија. Чекам 10 минути. 10 минути чекам. Најверојатно, бидејќи е голем интересот и линиите се зафатени. Продолжете. Интересот голем, туку да бараме кривец, да бараме дека некој други е кривец, бадијала е, бидејќи кривците седа во парламентот и ги плаќаме за дебели пари. Ако е вистина дека се залагале, викате ми да не спомнува имиња, ама некој, значи, да пратенички места и водачи на партија кои се залагале да нема попис во Македонија, тие треба од парламентот да избркани наклоси. Македонија не е голема земја, може да се попише за 2 дена. Јас на времето како ученици не земај по улици попишувам не се живо. На времето, ако му кажам сега, после ослободувањето од постара генерација, па вервајте во селата ги попишува дури кокошките. Сега не може луѓето да ги најдат. И една работа друга се дешава. Од албанската националност, да не ми се замери, има пријатели, имаат изваено изводи од матична книга, фотокопирани пасоши се, и тие не ми ги дават да се попишат ако се надор. Така. Времето истече, продолжуваме понатаму. Имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Еве вака. Да ве слушнеме. Ме слушате ли? Одлично. продолжете. Одлично. Така, добро. Колку сме, толку сме. Не знаеме ни колку сме и ни што сме прво. Сега ќе почнам по ред. Груевски. Без имиња, ве молам. Без имиња Имиња да не се на вклучува политичари, Црвената политички партии, сето тоа ве молам, немојте. Само ваше мислење. Да кажам, тој пописувај. Кога почна да го прави пописот, Добро. доби уцена и го реши столчето да падни од власт, само да не оди на штета на државата. Овие денеска што го прават пописот, сега удрија на штета на државата за да го зачува столчето. Каков овој попис мачки кучки попишуваат, само да ги натокват и кажуваат таму 130 или един непознат ЕНН. Кои се тие марсовци ли се? Но што личи тоа? Тие зашто калкулира 4 месеци колку има, од пред нова година не да му лижи и 6 колку се, да го наштимаат, да го дотераат, да им натокват на албанците, да не ги налутат.
да не се тргнат од власта, да не падни столчето, па да се смени власта, па треба да одговараат. Времето истече и еве уште еднаш ќе потсетиме, тие 132.000 всушност не биле најдени дома или не отвориле врата и секако не биле затикнати од попишувачите. Токму тие 132.000 се попишани според административни извори. Кучињата не беа попишувани во овој попис. Идеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ премникот, едно од нашите златни правила. И трета среќа, добар ден од Црвена линија. Добро, што ме така, сега е време сите заедно малку да одмориме со реклами, а потоа се враќаме на Црвена линија и секако резултатите од анкетата. Еве сме назад, после рекламите и сега, како што знаете, одиме да видиме резултати на нашата анкета. Дали се попишавте? Да, 87%, не 13%. Ете, тоа се сума сумаром резултатите од нашата денешна анкета. И сега да видиме дали останува време да прочитаме уште еден коментар. Па зошто не? Ќе прочитаме. Имаме коментар од Зоран, кој гласи: каде се македонците со бугарски пасоши? 150.000 бугари во Македонија. Има колку сме, толку сме. Поздрав! И толку сме. Сега останува да ве потсетиме дека утре е еден многу важен ден. Датумот е 1 април. Така да утре е денот на лагата. За никого шигата, но за нас лагата. Прашуваме за Црвена линија. Утре ве очекуваме. Кој најмногу лаже во Македонија? Се разбира, гледајте не утре во 16 часот и 15 минути, редовно виднаш по Метео на Телма. Така е. А Тео сега, што ќе гледаме сите заедно? А сега ќе гледаме бекстејдж, па да видиме што се случува таму. Така, останете со Телма и јас и Тео заедно со вас утре во 16 и 15. Довидување. Чао, чао.